Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на радио Гласна надежда од Кавадарци. И започнуваме денешната емисија Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сме 24 февруари, петок 2023 година во ова година, значи денеска сме 55-тиот ден во ова календарска година. На почетокот да ги проследиме информациите, сервисните информации што се однесува до времето, верувам ви интересира како ќе биде денеска и во наредните денови. Во Кавадарци осамна релативно топло, иако во минатите денови беше уште потопло, но денеска ќе имаме мала промена на временската прогноза, значи осамна плюс 6 степени, сега моментално е плюс 12. Барем во Кавадарци ќе имаме температура до 16 степени, во останатите делови ќе биде различита температурата, се зависи во кој дел живеете во Македонија. Најтопло секако ќе биде во Гевгелискиот регион од 11 до 17. Во Скопје исто така ќе има до 17 степени, Беровскиот регион до 11. Најсвежо ќе биде во западните делови на нашата земја од 0 до 8 степени, во Охрид од 4 до 15. Потоа ќе биде релативно топло и во Пелагонија од 3 до 18 степени и во Куманово од 3 до 13 степени. Ќе биде променливо облачно со појава на слаб локален дожд, претежно претпладне во источните делови, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно со слаб ветер од јужен правец. Утре ќе имаме за кој степен покачување на дневната температура, ќе се искачи до 19, односно до 22 степени во крајните и јужни делови на нашата земја. Променливо облачно со сончеви периоди и релативно топло. Ќе дува умерен ветер од јужен правец, кој долж поврдарието и особено во западните делови повремено ќе се засилува. Но за време на викендот, некаде од сабота кон недела и кон понеделник има промена на временската прогноза, почитувани гледачи, така да очекувајте и слаб дожд, на повисоките места ќе има и снег, но тоа ќе биде, поминливо, кратко ќе трае, така да од понеделник према вторник и према среда ќе имаме повторно покачување на дневните температури. Еве на 26 ќе имаме променливо облачно време кон крајот на денот со локални валежи од дожд. Ќе продолжат преку ноќта на 27 повторно ќе имаме променливо, но од 11 до 17 дневна температура. На 28 ќе имаме променливо облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 9 до 15 степени. Сакам да ве поздравам сите вас кои на време се вклучивте во нашата денешна утринска програма. Еве, ќе ја поздравиме Весна од Колешино, благодариме на поздравот, потоа имаме од Македонка, од Скопје, исто така поздрав, Шабанов, Смајл, исто имаме поздрав, и останатите кои не следат во живо, значи ова програма денеска оди во живо, секој петок и понеделник со почеток во 9 часот предпладне. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие информира дека патишата се проодни, возачите може да возат слободно по суви коловози, значи немаше врнежи во минатите денови, имавме високи, релативно високи температури, верувам тоа го почувствувавте и пролета полека се буди. Јас овие денови бев доле на југ, така да во Воландово, во Гевгелија веќе почнат овошките да цветат, иако можеби
premnogo rano, zašto se najavova i zaladuvanje, no sepak mirisot na proleta poleka go čustuvame. Znači, intenzitetот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Еве ќе ги посетиме на брзина и граничните премини. Овде она што ни го дава интернетот, одиме на Богородица, камерите се поставени, нема никакви задржувања ниту за влез, ниту за излез од нашата земја, значи тоа е граничниот премин Богородица кон соседна Грција, одиме на Девебајер, исто тамо е без гужва, нема никакви автомобили, ниту за влез, ниту за излез. На Табановце има 2-3 коли, гледам овде, значи 2-3 автомобила за излез, така да слободно може да патувате. Потоа одиме кон соседно Косово, граничниот премин Блаце, исто нема автомобили за влез, има неколку автомобили за излез кон соседно Косово. Потоа одиме на Меджите, тамо вообичаено скоро никогаш нема никаква гужва и ќе го посетиме граничниот премин Ќафасан кон соседна Албанија. Овде има само неколку камиони, гледам на камерата, така да граничните премини се слободни, отворени и ако планирате да патувате слободно, тоа сторете го, почитувани гледачи. Да се подсетиме на денешниот ден, 24 февруари, што се случило во минатото, има многу настани. Еве ќе почнеме дека на денешен ден 1582 година е воведен Грегоријанскиот календар. Значи, знаеме дека постојат два календара, јулијански и грегоријански, разликата некаде 14 дена. Ете, ова на денешен ден, значи 1525 година е воведен Грегоријанскиот календар во оптек, што би се рекло. На денешен ден, 24 февруари 1819 година, Американскиот конгрес го ратификувал договорот според кој Шпанија им ја отстапува Флорида на Соединетите Американски држави. Интересен податок, на денешен ден, 1887 година, воспоставена е телефонска врска помеѓу Париз и Брисел. Ете, од кога телефоните постојат, сега веќе таквиот начин на комуницирање е застарен, кога сите имат мобилни, кога врските така брзо се воспоставуваат, но ова е навистина голем чекор за човештвото, кога ете меѓу Франција, односно Париз и Брисел е воспоставена првата телефонска врска. 1945 година, Втората светска војна, војската на Соединетите Американски држави го ослободила главниот град на Филипините Манила, кој бил под окупација од страна на Јапонија. Тоа се случило, значи, на денешен ден. 1946 година Хуан Парон е избран за председател на Аргентина, значи тоа се случило на денешен ден. Еве, да не ве замарам, уште многу има тука настани кои се случило, но тоа беа подсетување беше за минатото што се случило на денешен ден на 24 февруари. Почитувани гледачи, сакам ова емисија да ја посветиме на нашиот брат во Христа Усеин Ибримов, кој скоро пред месец дена заспа во Господа. Јас лично го познавав 27 години, 26 години се познававме, но ете тој почина во Америка некаде при крајот на месец јануари. Во понеделник неговите посмртни останки беа донесени овде во Квадрици и беше погребан на гробиштата во Квадрици. Братот Усин го сакаше Господа со целото своје срце, беше искрен човек, пријател, добар работник, беше и мајстор. Меѓутоа, во последните години тој одлучи да замени со супругата во Америка и тамо работеше, ми се чини некаде околу 10 години. Тој беше добар музичар, значи имаше група
svireš ovdje u Kavadarci, peješ narodni pesni, no peješ i religiozni, duhovni, hristijanski pesni i to je ostavi dlabog trak. Snimi kaseta, znači CD i njegovite pesni rado se slušat na YouTube, postaveni se tije hristijanski pesni, odeše po razni seminari, odnosno sobiri, kaj što se udržuvaše, služba za Gospoda i to je nastapuvaše svoj ubav glas. Pa zato danes, kaj slušame pesni, kad što toj učestova su drugi lica i go slavi Gospoda. Imaš jedna njegova solo pesna Patovam vo zemlja nebesna. Pa ne znam da li je postavljeno od reža svega prve da slušnem ili ke bide u tekotne emisijata, no znači eve ke počneme svega so jedna od njegovite pesni, ki imame nekade 4 do 5, tako da nam nije žal crkvata u Kavadarci izgubi jedan dobar, česen vernik, no znajme deka site sme ovdje gosti, kako i što je pevo jedna pesna, gosti sme en ovoj svet. Niko od nas ne zna koga život otke završi. Zato treba da budemo postojno podgotveni. Život ote kako konec se otkinuva i gotovo. Međutim, nije hristijanete, verujeme u jedan nov život, u jedan nov svet, jedan nov početok koga Isus ke dojde nova zemlja, zašto Isus vetel, ja sam voskresenje i život. Ako neko i umre, povtorno ke ožive. Isus rekao, ja imam ključevite od grobot i od smrta. Isus ja počustoval smrta. To ja pobedil vtorata smrt. Ova smrt, prvata smrt, Biblijata je narekova son. Kako što čovjek od ki se legni, ke odspije nekoliko časovi, taka čovjek od kojeg je zamijene vo grob, to ispije i čeka promjena, kako što veli i patrijarhot Jov. Tako da, evo, ušte jedno sočustvo do semejstva na brato Tusein, no i do site nas, koji go sakavme, go počituvavme i ki gi nosime spomenuti, i ki go slušame njegovi od glas vo pesnite koji ustanuvat na YouTube kanalu, tako da, evo, keve pozdravime se od nas svega pesna, kaj što brato Tusin učestvova vo so svoj glas. Следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо. Еве, сакам да споделам неколку интересни капки на мудроста, почитувани гледачи. Првата гласи:
ako je nešto vistina, zar me togaž važno koji to go rekao. Srce to je najsrekno koga čuka za drugite. Veselo to srce go razvedrova lice to, a bolkata vo srce to teškotije je za duhot. Da se bide iskren ne znači da se bide surov ili neljubezen. Koja štedi pračkata go mrazi svoju sin, a koji go ljubi go kaznova na vreme. Prijatelj je ličnost koja te saka poveke otkoliko što zaslužuvaš. Stravot od Gospoda je učilište za mudrosta. Podobro je da nagaziš na mečka, či mečenja se grabnati, otkoliko na bezumnik vo negovata ludost. Ko je negrižljiv za svojeta rabota, brat mu je na rasipnikot. Zadovoljnio čovjek ima sevo izobilstvo. I uštedna, koji deli izobilno, se poveke ima. Vjerujem da kad primetuvate, povike od ove mudrosti se pripišeni od mudri od Solomon, od njegovata knjiga Raskazi. Tako da Solomon napiše mnogo gatanki, mnogo pesni, mnogo mudri misli, možda gi pronajdete vo njegovite knjigi. To je napišao nekoliko knjigi, kako što je knjigata Pesna nad pesnite, Propovednikova i Raskazi Solomonovi. Tako da, ako sakate malce da se osvežite sa ubavi misli, čitajte Biblijata, počito ne gledajući posebno njegovite knjigi koji to gi napišao, gdje Solomon bil najmudriji čovjek vo njegovo vreme, a nova zemlja, Gospod mu dal golema mudrost. Samo ke ve podsjetam koga trebaše da bide zacaren, znači vo carstvo Izraeljevo, i Gospod mu rekao, Solomone, bare od mene. Što ke pobaraš ke ti go dadam? Solomon ne baral bogatstvo, ne baral popularnost, međutim baral mudrost. A ostanato to go dobil kako dar od Boga i bil najbogat vo njegovo vreme, najsilen. To je go napravil, go sogradil hramot za Izraelcite koji je bil gordost za ta nacija. Međutim, Gospod go daroval iso mudrost. I na vistina sekjavate za ona prikazna koga dve ženi se porodile, jedno to počinalo, a ona drugata koja je bila, znači čiji dete počinilo, bilo malko polukava i go promenila deteto za vremena nokita. Međutim, pravata majka, vestinskata majka prepoznala deka to ne je njezino dete i ta go posvojila. Ona drugata majka čiji dete počinilo i ta informacija ili ta slučka došla i do carot Solomon. Niko ne zna kako da go reši toj problem. Toga še nemalo DNK da se ispita po krv čije roditelji taka natamo. Međutim, Solomon bil na vistina mudar čovjek i rekao, doneseti gi majki to ovdje i deteta. I rekao, život od dete zemete, sečete go na dva dela, pa neka ima jedna i druga ta majka po polovina. No ona vistinskata, znate što rekla? Ne gospodaru, neka ostane vo život, daj ti go na nje, barem ke go gledam deka je živo. I toga što Solomon rekao, ova vistinskata majka. Istina, Bog go darovao so ubava mudrost. I evo nekoliko kapki na mudrosta, pročitavme tokmu napišeni od njegovata raka. Se godime da pročitame ušte nekoliko tekstovi od 44. psalom, vominatata emisija odpočnavme su čitanje, gdje je dolg, ete, сега продолжуваме, значи 44. псалом od 14. stih. Ne napravi za pogovorka među paganite, vrtat so glava ko nas narodite. Svojot ukor se kojdivno gonosam, od sram, volice to crvenejam. Od prezirot na onije što me prekoruvat im se podbivat, od neprijatelot nastraven za odmazdam. Sve to ne snajde, iako ne te befme zaboravile, Bože, nitu zaveto tvoj go befme prekršile, nitu srcata naši beja odstapile, nitu nozete naši beja skršnale. No ti ne zdrobi i ne pretvori vo svrtalište načakali, vo najcrna temnica ne zavi. Da go befme zaboravile Božito ime ili da befme posegnale po tugi bogovi, nemaš li Bog da doznaj za to, negi znajli toj tajnite na srcata. Sepak
секојдневно се соочувавме со смртта за Тебе, не смета како овци за клање. Разбуди се, Господе, зошто спиеш? Стани, не отврлај недовека. Зошто го криеш лицето свое и ги забораваш бедата и маката наша? Во правта сме соборени, телата за земјата ни се прилепени. Стани и дојди, помогни ни, бареме помош од Тебе, искупи не заради Твојата верна љубов. Еве, тоа беше дел од 44 псалом, почитувани гледачи. Овде Давид упатува повик за помош на Израел од Господа. Давид бил цар, имал непријатели внатрешни и надворешни. Тој овде го излива своето срце. Гледате какви тешки зборови употребува. Се чувствува отврлен како прашина, како отврлен од Господа, но сепак на крајот вели: Господе, стани, разбуди се. Иако Господ никогаш не спие, Господ не треба ние да го будиме, но тоа се тие описни зборови кај што Давид ја опишува својата тешкотија, својата тежина во своето срце, кај што наоѓа надеж и утеха во Господа. Можеби и ние понекогаш поминуваме ни слични проблеми. Мислиме дека и Господ не заборавил. Сите кренале раце од нас. Господ никош не заборава. Можеби Господ само малце отстапува од нас, да се почувствуваме дека сами ништо не можеме да сториме во нашиот живот. И затоа Давид вели на крајот: во правта сме соборени, телата на земјата ни се прилепени. Стани, дојди ни на помош, искупи не заради Твојата верна љубов. Еве, тоа беа капки на мудроста и читање од Библијата. Продолжуваме сега повторно со песна. Serena.
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката Вести од светот. Имаме денеска едно интересно искуство. Ни доаѓа од Република Тајван. Насловот е Нееднаков јарем. Ке ни го раскаже господјата Чанг Зенг Меј. 50 годишна Чанг Зенг Меј. Приказната за Чанг Зенг Меј, жена со автохтоно потекло, ја покажува реалноста за животот на староседелците во Тајван. Не сакав да се омажам за мојот сопруг, затоа што бев порасната уште од дете како адвентист, а мојот сопруг припаѓаше на друга христијанска заедница. Меѓутоа, нашите родители сака ние двајцата да се венчаме. Затоа ги послушав моите родители. Да видиме како понатаму се развивал животот на оваа жена. Отидов кај мојот иден сопруг Минг Хуанг и му реков: можеме да се венчаме, но нема да ги промениме моите верски убедувања. Тој немаше проблем со тоа. Значи се сложил таа да биде адвентисткиња и понатаму, а тој да припаѓа во друга верска заедница. Сепак, кога почнавме да зборуваме за венчавката, сакав таа да се одржи во адвентистичка црква, но тој одби, велејќи: јас сум маж и мислам дека венчавката треба да биде во мојата црква. Се обидував да најдам компромис. Ајде да се венчаме надвор од црквата, но додадов, адвентистички пастор треба да ја одржи свадбената церемонија, значи да ги венча адвентистички пастор. Еден од моите братучеди беше пастор во црквата на Минг Хуанг, па рече: ајде да го прашаме твојот роднина дали тој може да не венча. Не, мора да е адвентистички пастор, јас инсистирав. Твојот зет е адвентистички свештеник, да го замолиме да не венча, реков. Така се припиравме некое време. Конечно реков: ако не адвентистички свештеник, нема да се омажам за тебе. Добро, одговори тој. Ке ја праша мајка ми што да правиме, рече тој. Мајка му беше верничка во адвентистичката црква, но со тоа што се омажила за низиниот сопруг кој не бил адвентист, се придружила на неговата црква. Значи, и мајка му на ова момче била адвентисткиња како девојка, меѓутоа се омажила за тој другиот, односно за сегашниот сопруг кој не бил адвентист, и таа, на жалост, отстапила од адвентистичката црква. По разговорот со својата мајка, Минг Хуанг рече: во ред, мајка ми се согласи да има адвентистички пастор на свадбата. Но тоа не беше крајот на нашите проблеми. Се покажа дека на неговата мајка многу и се допаѓа, бидејќи сакаше да го промени својот син преку мене. Значи, имал пороци синот, меѓутоа сега, со прифаќање на ова млада невеста, адвентисткиња, таа мисли дека синот ќе се промени и тој да стане адвентист. Тој пиеше алкохол и не одеше во црква во недела. Мислеше дека ќе го научам да се однесува одговорно. Таа исто така мислеше дека ќе се придружам на нивната црква по венчавката. Значи, имала некои скриени намери. Се чувствував непријатно со идејата да се омажам надвор од мојата вера. Минг Хуанг знаеше дека се чувствувам непријатно, но едновремено и целото наше село знаеше дека нашите родители сакаат ние двајцата да се венчаме. Ако раскинавме, ќе ги извалкавме образите. Тоа би било многу срамно. Покрај тоа, многу луѓе ме пофалија кај него, велејќи: таа девојка е навистина добра девојка, треба да се венчате. Ке се омажам за него и тој нема да го изгуби образот. Еден месец пред венчавката тој почна да ја проучува Библијата и се крсти. Никогаш нема да го заборавам тој ден. Плачеше како мало дете, сакаше да се ожени со мене, но не сакаше да се откаже од стариот живот на однесување. Не сакаше да престане да пие. 6 месеци откако нашите родители одлучи ние двајцата да се венчаме, имавме свадба на отворено со адвентистички пастор. По венчавката почувствував голем товар.
се чувствав како да морам да ги променам навиките на мојот сопруг. Имав чувство дека треба да го носам во сабота во црква и да го научам да им сведочи за Исуса на другите луѓе. Минг Хуанг беше поразен човек. Тој во голема мера ја изгуби самодовербата затоа што се откажа од многу работи за да се ожени со мене. Потоа му реков дека треба да почека некое време за да имаме бебе. Долго пиеше алкохол и јадеше нездрава храна. Телото ти е целосно со токсини, му реков. Чекавме 7 месеци, за тоа време го научив сопругот да јаде здрава храна и да живее поздрав начин на живот. Нашите соседи ја забележа неговата промена, фалејки го дека станал поинаков човек. Но тој не сакаше да биде поинаков човек. Кога се роди нашата прва керка, тој повторно почна да пие. Бев тажна и вознемирена, но не можев да го оставам. Поминаа 10 години, добивме уште една керка. Имавме многу кавги. Еден ден сватив дека не можеме повеќе да продолжиме да живееме вака и затоа предложив да се разделиме, но тој не кажа ниту збор. Ги зедов нашите 2 девојчиња, 10-годишната керка и малото бебе, и ги однесов во домот на едни мои пријатели. Сакав мојот сопруг да биде сам во нашата куќа и да размислува како е да се живее без своето семејство. Минг Хуанг не сакаше да се разведе. Ме бараше 3 дена и конечно ме најде кај пријателите. Потоа рече дека ќе го промени своето однесување. Многу го сака мојот сопруг, но не би сакала повторно да поминувам низ кавги и расправи за алкохолот. Се омажив затоа што мислев дека со Божја помош можам да го променам. Пред нашата венчавка се молев, ако сакаш да го спасиш тој човек, помогни ми да го променам. Меѓутоа, Библијата е во право кога вели, се ми е дозволено, но не е се полезно. Се ми е дозволено, но не сакам нешто да завладее над мене. Подобро е да се омажиш за некој со иста вера. Соломон, најмудриот човек, што некогаш живеел, ја научил ова лекција на потешкиот начин. Ако една адвентистичка жена е омажена за неадвентист, советувам таа да биде добар пример за низиниот сопруг и во верата, и во животот, и во нивниот стил на живење. Нека се моли за него, нека готви за него и нека му ја покажува својата вера во секојдневниот живот. Како што кажува Исус, еве јас ви испраќам како овци среде волци, затоа бидете мудри како змии и безопасни како голуби. Матеј 10 глава 16 стих. Да му бидеме благодарни на Бога што често не спасува од нашите погрешни чекори. Во меѓувреме мојот сопруг стана грижлив сопруг и добар татко. Тој денес е исто така добар работник во црквата и старешина во истата црква во која ние служиме. Бог е премногу добар. Пред 3 години доброволни средства од светската мисија беа употребени за ширење на евангелието на жителите во Тајван. Да се молиме за тој дел од светот, зашто има и таму многу искрени луѓе кои го сакат Господа, но ете имаат пороци, имаат проблеми во брковите во животот. Еве само уште неколку мисионски факти. Иако Тајван денес е познат по неговото кинеско име, некогаш бил познат под името Формоза. Португалските морнари го откриле островот во 16 век, кој кај во нивните карти го нарекле Илха Формоса. Во Тајван најдобар национален спорт е бейсболот. Најголем процент од населението на Тајван, значи околу 95%, се од кинеско хан потекло, главно потомци на луѓе кои дошле како доселеници од другите делови во 18 век. Еве тоа беше интересното искуство на ова жена, Чанг Зенг Меј, која навистина го отвори срцето и го напиша тоа искуство за младите девојки, како и таа што кажува на крајот. Ако некој треба да се омажи, нека бара соодветен човек, момче според верата во која таа припаѓа. Не е грев да се омажиме со личност која не припаѓа во нашата заедница, но ќе имаме проблеми
после во бракот. Јас имам роднини, пријатели кои со така доживеле трауми, зашто во почетокот се е убаво, меѓутоа после кои се родат деца, кои ќе ги воспитуваат тие деца, во која црква ќе заминат, храната е во проблем и други работи. Затоа веќе вие кои сте во брак со личност која не припаѓа во вашата вера, како таа што овде посоветува, бидете љубезни, гответе му, меѓутоа ставите рамки во кои може да се однесувате и не попуштајте му на човекот да ја прекршите вашата вера и вашиот завет кој сте го направиле со Господа. Одеме сега повторно со песна. Се враќаме повторно во живо во нашата емисија. Вие следите утринската програма на радио Глас на надежта. Добро утро. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Имаме гледачи од повеќе од Македонија, секако од разни градови, и имаме од Србија, од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Германија, Австралија, Америка и од други места. Ова емисија се снима и ја поставуваме на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта, каде што може да ги погледнете и останатите наши емисии кои сме ги досега имитувале, почитувани гледачи. Следува рубрика каде што ќе имаме една кратка порака од пастор Михајло Гурев, кој денеска носи наслов Живот со цел или живот без цел. Да ја слушнеме поракава во 5-6 минути. Секој од нас се ги поставил истите прашања. Зошто живееме? Која е основната цел на нашиот живот на овој свет? Дали живееме за да стекнеме богатство, или слава, или популарност? Или да ги исполниме желбите на телото и умот? Или некако да преживееме, а потоа да умреме со надеж дека некако ќе стигнеме во рајот? Прашањето која е целта на животот за сите нас представува предизвик. Животот има цел, како што воздухот има цел, компјутерот има цел, автомобилот има цел, се има своја цел.
Меѓутоа се појавил дарвинизмот и ја отфрлил оваа идеја. Не постои цел, не постои смисла, не постои ништо освен преживување. Тоа го застапувал Дарвин во својата теорија на еволуцијата, посебно преку теоријата за природна селекција. Во време на студирањето на природни науки на Универзитетот Кембридж, Исак Њутон рекол: "О, Господи, моите мисли се слични на Твоите мисли." Њутон сметал дека Бог го создал светот и дека животот на луѓето има смисла и цел. Неколку векови подоцна, седејќи во истата клупа на Кембридж, Стивен Хокинг рекол: "Човечкиот род е само хемиски отпад на планетата со средна големина која кружи околу просечна звезда по надворешниот раб на една од стотиците илјади галаксии." Каква спротивност во мислењата, каква разлика во гледиштата. Додека гледаме како луѓето трагаат по смислата и целта на својот живот, трагедијата е во тоа што животот без Бог на крајот ќе биде живот без вистинска смисла и цел. Дали некогаш во животот сте почувствувале дека сте отфрлени? Дали сте почувствувале безсмисленост или безцелност? Дозволете ми да наведам неколку стихови од Библијата. Овој народ го создадов за себе си, тој ќе разгласува славата моја. Од Библијата, книга на пророк Исаја 43:21. Тука пишува дека ние сме Божи созданија. Бог не создал со одредена цел и смисла. Не сме настанале случајно ниту безцелно на оваа земја. Оти ние сме Негови созданија, создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да ги вршиме. Од Библијата, Ефесјаните 2:10. Ние не сме отпаден материјал, се уште сме дел од Божиот план, ако одлучиме да го следиме. Твоите очи го видоа зародишот мој и од книгата Твоја се е запишано за мене, дури и деновите мои се забележани кога уште не постоеше ни еден. Од Библијата, Псалм 139:16. Дали некогаш се прашувате која е вашата вредност или важност? Можеби не гледате сега некоја смисла во нештата што се случуваат во светот, па ни во вас самите. Но дозволете ми да ве уверам дека Бог за вас не размислува на таков начин. Бог од секогаш ви имал на ум. Уште пред првиот момент од вашиот живот, тој знаел се за вас. Создадени сте за да правите добри дела. Бог го пратил својот син да умре за вас, а тој подготвува вечен дом. Дали вашиот живот е важен? Секако дека е. Отврлете ја, мислете дека не е. На светот не му се потребни повеќе религиозни луѓе, туку повеќе луѓе кои живеат во согласно со намерата што Бог ја има со нив како нивен создател. Потребни се луѓе кои се свртиле од постојаното служење на самите себе, луѓе кои сватиле дека смислата е во тоа да го разберат Бог и неговата волја за нив. Кога човекот ќе го разбере Бог, кога ќе свати зошто се случува се во ова што се случува, не од човечка, туку од Божја перспектива, тоа ќе му влее потек и стремеш да му служи и нему и на другите луѓе. Ве советувам да набавите Библија и да ја читате со цел да ја дознаете Божјата волја за вас. Тогаш вашиот живот ќе биде живот со вистинска смисла и цел. Со вера гледам на тој груби стар крст, љубов мило што ни открива. Да на него Исус беше срамно распнат, да ме избави од грех и зло. Колку драг ми е тој стар крст, ни цел живот ке го ценам ја, како замена за тој стар крст.
Со крвена топе, тежо групи рапа, но и таков јас го ценам знам. На него ја гледам, та Божја љубов, што за вечност пак ми отвора. Колку драг ми е тој стар крв, ни цел живот ке го ценам ја. Како замена за тој стар крв, Исус круна ке ми подари. Исус круна ке ми подари. На полињата на кои момчето Давид го пасело своето стадо, пастирите се оште биле на ноќна стража. Во текот на тие тивки часови разговарале за ветениот Спасител и се молеле за доаѓањето на царот на Давидовиот престол. Наеднаш, пред нив застана Господов ангел и ги осветли Господова слава, од која многу се исплашија. Ангелот пак им рече: Не бојте се, зашто еве, ви носам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи. Денес, во Давидовиот град ви се роди Спасителот, кој е Христос, Господ. Кога ги чуле овие зборови, душите на пастирите што слушале ги исполнила славата што произлегувала од видението. На Израел му дошол ослободител. Со неговото доаѓање е поврзана сила, издигнување, победа. Меѓутоа, ангелот морал да ги приготви својот Спасител да го препознаат во сиромаштво и понижување. Ова ќе ви биде знак, рекол, ќе најдете бебе повиено како лежи во јасли. Небесниот весник ги стивнал нивните стравувања. Тој им објаснил како ќе го пронајдат Исуса. Полн со нежен обзир кон нивната човечка слабост, тој им дал време да се привикнат на божествениот сјај. Тогаш радоста и славата не можеле повеќе да се кријат. Цело поле било осветлено со сјајната светлина на Божите војски. Земјата се смирила, а небото се наведнало да ја слуша песната. Слава на Бога на височините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Окога денеска човечкото семејство би можело да ја препознае оваа песна. Објавата што е дадена тогаш и мелодијата што се слушнала во таа пригода ќе се разлеваат до крајот на времето и ќе се огласуваат до сите земни краишта, кога ќе изгрее сонцето на правдата со здравје во своите зраци, таа песна ќе добие свој одглас. Возврат од гласови на силно мноштво, како бучава на силни води. Алелуја, се зацари Господ Бог, Вседржител. Се враќаме повторно во програма Пучна гледачи, што тука ја слушнавме пораката на Александар. Всушност тој ни чита делови од книгата Копнежот на вековите или Исусовиот живот, прекрасни пораки и убави совети.
Сакам да споделам во наредните неколку минути едно кратко искуство на една господја која носи наслов Бог никогаш не доцни, се во животот се случува со причина. Па еве да видиме што таа напишала и како тоа го доживела таа во својот живот. Толку пати сум го слушнала тоа клише за средба со вистинската личност во вистинско време, дека се случува кога ќе се случи и дека само тоа треба да веруваш во добрите работи и тие ќе се случат и дека некое внатрешно чувство ќе ми каже која одлука е правилна. Овој рецепт за среќа само ме нервираше со години, а за мене тие реченици нема никаква смисла. Како да знам дека ја најдов вистинската личност, работата за која сонував, цел живот и слично. Значи, тоа се моменти кај што човекот доаѓа во нека ситуација, се праша дали е тоа од Бога или не, дали е вистинската личност или не е. И таа жена се борела со тоа прашање. Живеев просечно, запознав секакви луѓе, се дружев, се забавав и раскинував, се вработив и дадов отказ, правев грешки и продолжив. Сепак никогаш немав чувство дека целосно правам нешто добро, нешто што ме прави среќна. Сето тоа траеше точно до моментот кога се родија првите сомнежи. Првите ноти на болка во моето срце и во мојата душа, точно до моментот кога сватив дека цело време само трчам во круг. Не чувствував ниту задоволство, ниту радост. Еден ден ми дојде една мисла и решив да го претворам животот во нешто добро, во нешто многу добро. Имаше само едно прашање – како? Уште од детството ме учеа дека вистинските работи сигурно ќе дојдат. Луѓето на кои се огледував беа убедени дека никогаш не треба да се задоволувам со мали нешта. Тоа значи дека треба да ги пуштиме во животот само оние луѓе кои се слични на нас, кои од нас го извлекуваат само најдоброто, кои не мотивираат. Да ги избираш само оние работни места што ти го исполнуваат срцето, да одиме напред и да не гледаме назад. Постојано ме подсетува дека Бог за мене има план, а мојата работа е целосно да му верувам и дека ќе најдам мир и хармонија само кога ќе се откажам од себичните желби. На почетокот погрешно го разбрав овој совет. Мислев дека речиси секоја личност што влегува во мојот живот е вистинската и дека е таму со причина. Сепак тоа не е така. Бог ни испреќа разни луѓе и разни ситуации. Некои се вистински, а некои се таму да не научат нешто. Наше да ги направиме вистинските избори. Мислев дека ако се обидам да ја сменам ситуацијата, моите пријатели ќе се подобрат, но тоа е далеко од вистината. Кога вистинската личност е до вас, било да е тоа пријател или партнер, ќе го почувствувате тоа. Кога чувствувате неверојатна смиреност во градите, чувствувате дека виша сила ве води. Во исто време се раѓа и внатрешна самодоверба дека сте на вистинскиот пат и со вистинската личност. Единствените ситуации кои предизвикуваат такви чувства кај вас се оние во кои треба да потрошите време. Голема е вистината. Ако нешто не е во ред, не само што ќе го почувствувате, туку и сигурно ќе го дознаете. Ќе има прекрасни откритија и горчливи разочарувања на нашиот пат. И нашата, односно и вашата задача е да почувствувате што е правилно, а што не е. И што е најважно, повторете како мантра дека порано или подосна ќе дојдете до она што е навистина ваше. Кога ќе го пуштиш Бога во твоето срце, се открива вистинската убавина на се, без разлика што ќе допреш. Сега ова старо клише, ако нешто не е во ред, ќе го почувствувате, станува многу појасно. Сите ние со години талкаме во потрага по правото, често се задоволуваме со помалку отколку што заслужуваме, наместо да ги носиме правилните одлуки од самиот почеток. Иако можеби никогаш не би знаела да ценам што е добро, доколку не направив погрешни избори низ годините.
Може би сето тоа беше дел од моето животно патување и некаква лекција што ме научи на благодарност. Бог има совршен план за секој од нас и секогаш не води до целта, а толку талкаме до таа цел зависи исклучиво од нас. На патот ќе не идеме на пречки и можности. Колку време ќе ни биде потребно да го достигнеме врвот зависи од нашиот избор и вербата во подобро утре во Господа. Наистина прекрасно искуство на оваа госпоѓа која се соочувала со многу празнини, со многу недостатоци во животот, промашила многу работи, но сепак на крајот таа заклучила дека Бог има план со секој од нас. И на крајот таа вели, Бог има совршен план за секој од нас и секогаш не води до целта. Може би ти поминуваш низ некои своји проблеми, предај го својот живот во Христови раце. Тој има план и за тебе. Еве, полека дојдовме до крајот на ова наша емисија. Секако има уште неколку кратки точки, но ќе послушнаме сега и последната песна во рамките на ова емисија. Ќе не ја отпее соло братот Усин. Песната носи наслов Патник сум јас. Навистина, сите ние сме патници на оваа солзна долина, на оваа земја, почитувани гледачи. Да ја слушнеме сега песната. Патник сум јас во земја созна, на скитање се ближи крај, каде што нема смрт ниту болка, брзам кон тој прекрасен град. Тој сјаен дом, кај Бог ме чека, улиците од злато се, и оставам јас моите болки, да видам дом и татко мој. Додека сум во светот мрачен, животот мој маки е мол, затоа сега со копнеш чека, да дојде сјај тој убав дом. Тој сјаен дом, кај Бог ме чека, улиците од злато се, и оставам јас моите болки, да видам дом и татко мој, да видам дом и татко мој. Почитувани гледачи, сакам да ве подсетам дека во Кавадарци од синоќа започна серија на библиски предавања и затоа сакам да ве подсетам сите вас кои сте од Кавадарци и околината, ако можете дојдете на вечерашното предавање. Се одржуваат предавањата во Христијанската адвентистичка црква овде во Кавадарци. Говорник е Владо Хаврен, тој веќе тука, значи синоќа ја одржи првата тема. Предавањата започнуваат во 18 часот и 30 минути вечерва. Утре предпладне во 10:30 имаме
трето предавanje и завршуваме утре навечер исто така во 18:30 со темата како се добило смисла. Значи, како да разбереме библиската драма. Владо Хавран, теолог од Белград, кој на еден непосреден начин навистина убаво ги изнесува библиските вистини. Затоа планирајте да дојдете. Предавањата се снимаат и ќе бидат поставени на YouTube каналот, односно вечера ќе оди во живо, така да следите информации на Адвентистички информатор и на останатите Facebook мрежи, така да ќе може да ги следите во живо. Да видиме сега и рекламата за ова серија на библиски предавања. Почитувани пријатели, ве покануваме на серија на библиски предавања под наслов Разбирање на библиската драма. Говорник ќе биде теолог и културолог Владо Хавран од Белград. Во темите ќе бидат опфатени следниве предавања. Четврток, 23 февруари, со почеток во 18 часот и 30 минути, како се почнало создавањето на човекот, животот. Петок, 24 февруари, со почеток во 18 часот и 30 минути, како се завршило падот на човекот, безнадежност. Сабота, 25 февруари, во 10 часот и 30 минути, како се е обновено раѓањето на Исус Христос, надеж. Сабота, 25 февруари, со почеток во 18 часот и 30 минути, како се добило смисла животот и смртта на Исус Христос, нов живот. Предавањата ќе се одржат во големата сала на Христијанската адвентистичка црква, која се наоѓа на улица Кирил и Методи, број 7, кај училиштето Страшо Пинџур. Ве покануваме да ги посетите овие предавања, почитувани пријатели. Секој посетител ќе добие бесплатно свето писмо. Влезоте слободен. Ве очекуваме. Би сакал при крајот на ова емисија да уште еднаш ви понудам дел од Библијата, односно Новиот Завет. Сите вие кои сакате да имате ова прекрасна книга во едно подруго издание, значи во мек повес, но преводот е навистина убав од Библиското здружение, има и пропратни текстови од страна, така да сите вие кои сакате да имате ваков вид на Нов Завет, може слободно да порачате кај нас во студио на наш адрес или да ни пишете на нашиот телефон, а ние бесплатно ќе ви го испратиме овај прекрасно дело, значи Новиот Завет во мек повес, но многу е читливо и преводот е значи на чист македонски литературен јазик. Значи, доколку сакате да имате ова книга, пишете ни, а ако сакате да ја изучувате на дописен пат, ви нудиме бесплатна дописна библиска школа, значи библијата.зборова.мк, тоа е онлайн, преку вашите компјутери може да ја проучувате Библијата, има 8 насоки на проучување, а на крајот ќе добиете една убава диплома. Да видиме сега рекламата и за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма. И посакувам
убав ден, убав викенд, бидете благословени од Господа. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме повторно на исто место, во исто време, во понеделник, со почеток во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.